Презентирана програмата за развој на Скопскиот плански регион за 2015-2019 година. Патната инфраструктура, проекти за заштита на животната средина, развој на туризмот на целиот регион, зголемување на конкурентноста преку поддршка на малите и средните предпријатија, како и носечките индустрии, ставајќи акцент и на развојот на дистрибутивната гасоводна мрежа, се проекти кои се дел од програмата за развој на овој регион. Стратешкиот план беше донесен заедно со невладиниот, бизнис секторот и сите релевантни организации во регионот. Петгодишната програма за развој на Скопскиот плански регион се реализира со средства од ГИСРЕД. Државниот секретар во Министерството за локална самоуправа истакна дека донесувањето на овие програми за регионите во земјава е значајно, а средства за реализација на проектите ќе има преку фондовите на Европската Унија, министерствата, но и преку Бирото за рамномерен регионален развој. Во оваа програма се опфатени конкретни мерки за подобрување на бизнис климата, привлекување на инвестициите со цел да се зголеми бројот за нови вработувања во овој плански регион. Јас не би навлегувала во детали, бидејќи потоа ќе имаме и конкретна презентација од подготвувачите на оваа програма. Само би сакала да истакнам дека ние како министерство сме доста задоволни од функционирањето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, кој што во изминатиот период успеа да даде целокупна поддршка на 17 општини кои што влегуваат во рамките на овој плански регион и да овозможи креирање на една подобра иднина за околу 570.000 жители кои што живеат во рамките на овој плански регион. Оваа програма беше изградена врз принцип на инклузивност, на вклучување на сите засегнати страни. Сакам да истакнам дека Министерството, останатите национални институции кои што беа вклучени во подготовката на овој документ и во наредниот период ќе продолжат за да ги реализираат сите огромен број на мерки опфатени во оваа програма. Председателот на Скопскиот плански регион Сокол Митровски се заблагодари на сите релевантни чинители кои дале свој придонес во развојот и реализацијата на проектите на овој економски најсилен регион, кој во себе ги обединува 17 општини плюс градот Скопје. Ние сме 17, односно 18 општини, вклучувајќи и градот Скопје. По територија сме можда нешто од помалите региони, меѓутоа по економската моќ, по инфраструктурата, по капацитетите што ги имаме, ние сме водечка сила во Република Македонија и можете денеска во весниците да видите на статија дека скоро 50% од GDP-то се создава во овој регион, во Скопскиот плански регион, и дека имаме можда најголем стандард, меѓутоа и тој стандард во Скопскиот плански регион не е равномерно распореден. Ако се земат градот Скопје, 10 скопски општини и другите општини, освен кои гравитираат, да кажам, руралните општини во склоп на Скопскиот плански регион, нашата интенција е и во оваа програма да сите 18 општини, 17 плюс градот Скопје, навистина добијат еднаков третман, еднаков пристап, еднаква можност до користење на тие финансиски средства и тие проекти и отприлика да се задоволат најбитните, најсуштинските потреби кои се приоритет за осовременување на градот Скопје, меѓутоа и на општините кои гравитираат околу градот Скопје. Раководителот на програмата ГИСРЕД Гералд Шварц ја истакна важноста од донесувањето на квалитетна и издржана платформа која треба да биде целосно реализирана. Финансиската поддршка ќе биде како и досега. Покрај тоа што се грижиме процесот на креирањето на програмите да биде инклузивен, документот да биде релевантен, исто така се обидуваме да најдеме поддршка за овие конкретни активности. Ние веќе работевме на тоа преку грантовата шема, со која се создадоа 28 проекти и се обезбедија финансии со волумен од 11 милиони евра, а очекуваме уште повеќе проекти да обезбедат финансирање. Тоа е за оваа година, а за наредната година со поддршка од Европската делегација во Македонија ќе продолжиме со работа на конкретни проекти во соработка со центрите за развој и советите за развој со цел да развиеме конкретни големи проекти. Скопскиот плански регион и во текот на минатите 5 години бележи развој благодарение на посветеноста и правилното менеджирање во целост.